Добра вечер и добре дојдовте во новото издание на Колосек интервју. Вечерва со мене во студиото на МТМ е Давид Темилков, кој што многу добро го знаете од настапите во X Factor. Давид, добре дојде. Добра вечер. Благодарам на поканата. Кажавме, јавноста добро те познава, знае нели понадпреварите во X Factor, меѓутоа да ги информираме за тоа што е она последно што се случува кај тебе, односно што е најново, а подоцна ќе поразговараме за X Factor. Најново. Пред се да им посакам добра вечер на сите гледачи на вашата телевизија. Ми е навистина чест и задоволство што сум гостин. Најново. Пред неколку дена беше Охридскиот фестивал Охридски трубадури 2015, каде настапив со мојата нова песна која се вика Искрено, дело на господинот Григор Копров, Огнен Неделковски и Владимир Дечиновски. Голем поздрав и до нив. Што е наредно нема да откријам. Добро, ќе чуваме во тајност. Да, не сум тип што избрзува со работите, сакам да иде се смирено и спонтано, бидејќи јас сметам дека така е најбово. Така. Затоа но се спрема нешто ново. А наскоро се надевам ќе бидам повторно гостин, каде што ќе можам тоа да го презентирам. Секако се разбира. Настапот на Охридфест доби награда за најдобар текст. И исто така награда трето место од публика. Од публика, да. Но истина едно убаво искуство, една убава дружба, споделување на информации, на искуства со останатите надпреварувачи и такмичари, учесници на фестивалот. Да, песната Искрено доби трета награда од публиката и доби прва награда за најдобар текст од стручното жири, која е доволен показател за вредноста и големината на текстописецот Огнен Неделковски. Така. Задоволен ли си од наградите? Трето место од публика? Сум. Искрено намирана, наградите не се пресудни, не се најбитни, бидејќи според мене музиката не е надпревар и не е, како што кажав, не е надпревар и мислам дека наградите не се пресудни за квалитетот на песната и за квалитетот на пејачот. Сепак публиката е онаа која одлучува. Мислам дека најубава награда која може еден пејач да ја добие е поддршката од публиката. Така, и голем аплауз. Така е. Така. Настапи на Охридфест, како што кажавме, значи ли дека тоа ќе имаме можност да те гледаме и на други фестивали понатаму почесто? Да. Ги сакаш фестивалите? Сакам да пеам, без разлика каде. Дали пеам на некоја забава од мерак, дали фестивал, дали голем концерт. Сакам да пеам и сакам да учествувам на многу манифестации каде што би можел. Јас да повеќе сакам фестивали каде што се пее во живо. Така. Но ете, здравје Боже. Здравје Боже, ќе има и понатаму. Така. И се разбира дека ќе се редат. Дека спремаме нешто ново. Така, со оглед на твојот квалитет, се надевам дека ќе се редат и награди понатаму. Се надевам. Пред неколку дена имаше концерт во Capitol Mall. Како помина, ќе не раскажеш ли, дали си задоволен од посетеноста? Да. Тоа беше, да кажем, мојот прв мини акустичен солистички концерт. Пред се би сакал да им се заблагодарам на Capitol Mall, да ги поздравам, да им се заблагодарам што ми овозможија таа работа да ја со прв, да кажем, ете, сега помал солистички концерт, го одржам токму таму, во нивниот мол. Атмосферата беше навистина убава, барем јас уживав, а публиката само не. Ке каже, се створи еден убав амбиент, бело пијано, имаше доста луѓе. Јас мислам дека владее емоциите во воздухот и македонската публика е посебна.
Каде ја дојдеш? Како македонската публика нема така. Да. Добро. Пред да почнеме со емисијата, ми кажа дека имавте и 3 концерти со Тони Цетински. Да. По завршувањето на X Factor, господинот Тони ме контактираше со пофални зборови и ми кажа дека би му било чест и задоволство доколку отидам во Загреб и се запознам со него. По некое време јас наистина отидов во Загреб, бидејќи бев гостин на Народното загребско радио. Така? Каде што водителот на радиото ми кажа дека за отприлика 2 недели господинот Тони е гостин токму во тоа радио и сака да му приредиме едно изненадување, да нашето прво запознавање, лично запознавање биде токму во нивното радио. Како што и се оствари, прво му се јавивме телефонски, јас бев надвор пред вратата на студиото, да му честитам 25 години кариера, бидејќи е навистина огромна работа да бидете 25 години на музичка сцена и не да бидете било кој, туку да бидете стварно навистина нешто посебно. Му се јавивме на Тони, Тони беше видно возбуден и ми кажа едва и чекам да дојде во Загреб да се запознаеме, да се дружиме, да соработуваме. Водителот рече Давид, ајде влези во студиото. Реакцијата на Тони беше неопислива добра, значи изреагира неочекувано пријатно. Дури ќе ја превртеше масата на која седеше, една искрена реакција. Таа реакција ми покажа каков човек е Тони. Навистина господин, човек со огромно срце и многу убава енергија. По завршувањето на емисијата ме покани да одиме на вечера. Јас и неговата сопруга Дубравка, каде после неколку часовно муабетење и дружење ми вика јас оваа година ми вика правам јубилеен концерт ми вика и не сакам да имам гости. Значи сакам концертот да го одработам сам, бидејќи е мој концерт. 25 години кариера, а ти сакаш да ми бидеш гостин? Искрено информацијата ме погоди како гром од ведро небо, бидејќи не бев спремен и не очекував да добијам таква, да ја кажам, понуда. Навистина, малку ме збуни. И му викам, на кој концерт да бидам гостин? Ми вика, па на мојот. И му викам, кога е концертот? Ми вика, па за 7 дена. Јас викам, да би ми била чест. И се вратив во Македонија, во меѓувреме ја снимив песната Искрено, која ќе добие и хрватска верзија наскоро. Мислам, снимена е хрватската верзија, но ќе биде пуштена во етер наскоро на хрватските радија. И потоа заминав на концертот во Пулската арена. Организацијата и начинот на кој што ме пречека Тони беше навистина на едно завидно ниво, неочекувано добро. Се беше точно и прецизно како швајцарски часовник. Дарежливоста и срчаноста што ја покажа Тони навистина ме воодушеви и ми покажа како треба и јас еден ден да се однесувам со моите помлади колеги кога би станал еден ден, доколку станам толку познат. Во ниеден момент не почувствував ни една непријатност. Бев пречекан господски. Одлично. Да, каде после тој концерт на кој што имаше, навистина амбиентот беше магичен. Имаше околу 10.000 публика, имаше и доста македонци, што ми беше навистина чест и задоволство да јас искочам на таа сцена и да меѓу многу бројната публика да видам огромно македонско знаме.
ми даде еден посебен стимул да Посебен бидам мотив за уште Да, похрабро да да. излезеш на сцена. да бидам дупло од себе. По неколку дена јас се спремав да заминам за Македонија, но ми рече почекај, имам еден концерт во Марибор, во Словенија, каде што би сакал исто да ми бидеш гостин. А утре дента следеше трет концерт во градот Вировитица, каде што исто присуствува околу 10.000 публика. Атмосферата беше супер. Отпеавме 2-3 композиции, ми отпеавме легендарниот дует на Тони Цетински, нашиот покоен еден и единствен Тоша Проевски. Лагала на смала, ми отпеавме композицијата Стари морски вук, која е дуетска исто на Тони и на господинот Оливер Драгоевиќ. Голем хит во Хрватска. Така. Мило ми е што бев наистина неочекувано добро прифатен од хрватската публика и каде што се уверив дека хрватската публика навистина ја носи македонската душа. Малку чудно, но навистина се почувствував како дома, како да настапувам пред македонска публика, бидејќи реакциите беа максимално позитивни и енергијата која што ја примив од публиката беше навистина најпозитивна. Така. Имаме од тебе неколку настапи кои што ќе имаме можност да ги видиме малку подоцна од X Factor. Најпрво би сакала, претходно би сакала да те запрашам зошто се пријави на X Factor? Кој беше мотивот за да се пријавиш на еден таков надпревар? Ќе бидам искрен, јас немав намера да се пријавам на овогодинешниот X Factor, бидејќи не бев во Македонија некој време. Се случи толку спонтано, толку случајно, а верувам дека ништо не е случајно и цврсто верувам во тоа, дека се што ни се случува во животот има некоја причина која дознаваме порано или подоцна. Јас бев во Норвешка некој време. Случајно ми се јави блиц слика Давиде враќај се во Македонија. Јас се вратив навистина инстантно, веќе следниот ден. Каде што никој не знаеше дека ќе се вратам, ни моите родители, никој не знаеше освен мојата тетка. Се вратив и ми стигна порака на мојот мобилен телефон кога влегов во македонска мрежа, ми стигна порака: вашето пријавување е прифатено, X Factor ве очекува на пред аудицијата на 2 февруари, а јас пристигнав во Македонија на 28 или 9 јануари. Тотално неспремен, тотално неинформиран. Но ете. Кој те пријави? Мајка ми. Мајка ми ме пријавила на X Factor. Јас прво бев многу збунет и но реков, ајде, не е случајно, чим така спонтано се случило, не е случајно, ајде, ќе одам. Моменти беа пресудни да јас се вратам назад. Искрено ќе ти кажам, Андријана, стигнав пред халите во Сити Мол каде што беа аудициите и на моменти сака да се вратам. Не знам зашто. Но си реков, не. Не е случајно да така спонтано мене ми дојде таква идеја да јас тек така се вратам во Македонија и да мајка ми тек така ме пријавила. И реков, вајда е тоа. Влегов и се случи тоа што се и се уште се случува и се надевам ќе се случува дур сум жив. Така, се разбира. Јас би сакала еден од твоите настапи, тоа беше настапот, еден од првите настапи, лайв настап, така? Да го погледнеме, да слушнеме како звучеше и како изгледаше, па потоа ќе се вратиме да го прокоментираме. Тоа беше фазата Bootcamp, каде што јас ја отпеав композицијата Тајна моја, која на некој начин ми ги отвори вратите на понатамошните фази на такмичењето X Factor. Така. Режија, да го погледнеме настапот.
Твојот лик јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како солза, сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не смene to, šuška molika. Temno je, tajno moja, a vo duša svetat feneri se, što imav založiv, da ti pejam pod penđeri. Прекрасно отпеано. Давид дури ја расплака и Александра. Без зборови си? Што ви кажал? Добрете. Јас се потрудив да ја отпеам композицијата тајна моја така како што јас ја чувствував. Александра е една прекрасна, искрена личност со која навистина ми беше чест да работам и да соработувам. Таа дружба останува се уште. И таму треба да снимам една песна со неа. Песна на која токму таа композитор. Убава дружба, убаво искуство, кој се надевам ќе продолжи. Така, се надевам јас. Какво беше чувството кога настапуваше на тие лайв настапи? Имаше ли, како да кажам, знаеше ли, имаше ли некое предосетување дека ќе стигнеш до повисоко ниво? Јас бев фокусиран на тие 3, 4, 5 минути и искрено се трудев и сакав во тие неколку минути додека сум на таа сцена да јас бидам најдобриот Давид што можам да бидам тогаш. Се разбира дека секогаш може подобро и треба да биде подобро. Не, оставив работите да се случуваат како некој одгоре запишал и моје беше да јас ја, да кажам, одработам својата работа, да го отпеам својот дел, а што следи оставив на публиката, на Бога да се случува како што треба да се случува. Така. Дали сами си ги биравте песните кои што ги пеевте или имаше некој одредено за тоа? Па песните беа одбирани најчесто од продукцијата, но секако со наша согласност. Беше тоа една фина комуникација. Заедно одлучувавме. Какви песни повеќе сакаш да пееш? Дали од македонските, дали странски, дали? Па не би сакал да се ограничам. Не би сакал да пресечам и да осудам какви песни сакам најмногу. Сакам да пеам искрено се. Сакам да пеам забавна музика, сакам да пеам опера, која ми представува наистина огромен предизвик и љубов.
Ја сакам и македонската традиционална музика, која е исто така еден предизвик и наистина голема љубов вродена од моето семејство и од мојата фамилија, посебно од страната на мама. Исто ја сакам рок музиката, посебно нашата ексју балканска рок музика, од времето на Парни Ваљак, Биело дугме, Прљаво казалиште. Сега кога бев во Хрватска имав можност да се запознам со Ален и со Тифа, легендарните пејачи на Биело дугме. Реакцијата на Тифа ме изненади. Каква Тој ме беше? препозна мене. Ми ка, јас знам тебе. И ја го гледам Тифа, ми се пресекува нозете, јас се вртам позив мене да видам дали на мене ми зборува. Ми вика, Давиде мој, да будеш такав какав јеси и немој да слушаш што ти луѓе причају, да будеш оно што ти јеси и да пјеваш срцем, немој да те лова вара. Лова данас имаш, сутра немаш, а љубав остае. Да, така да ми беше стварно чест да господинот Беше изненаден. Тифа има таква реакција кон мене. Ми значеше многу. Така. Кога ја слушавме композицијата пред малку, самиот ми кажа дека така се остварила и соработката со Григор Копров, така? Да, после таа композиција јас прочитав прво порака од господинот Огнен, а потоа прочитав и негово интервју во кое што содржината беше иста, што ми напиша во мојата приватна порака, тоа го изјавил и во интервјуто. Ми кажа дека и тој заплакал и дека сака да пишува песни за мене. Така и се оствари соработката моја со господинот Огнен, со господинот Копров и со господинот Владимир. Така да еден голем поздрав до нив и ми е голема чест да имам таков тим позади мене. Така. Јас предлагам овде да направиме една кратка пауза, да го видиме краткиот рекламен блок, а потоа, почитувани гледачи, се враќаме повторно назад во студиото.